Награди во повеќе полиња освоија средношколците од Јане Сандански на образовното рандеву во Тетово. Прва награда освоија во категоријата најдобра видеореклама, која се однесуваше од областа на екологијата. Значи, на државниот надпревар Масум, што се одржа во Тетово минатата сабота, учествуваше и нашата школа со проект за најдобра видеореклама на тема екологија и одржлив развој и го освои првото место. Членови на тимот се Гранчаров Никола, Георгиева Теа и Стојанов Ристо. Целта на рекламата која ја снимивме беше тоа да поттикнеме нашето училиште да се грижи за околината и со тоа ја постигнавме целта, со која одрживме неколку еколошки акции, со кои го изчистивме училишниот двор и тоа беше тоа представуваше еден вид на учениците, па и на сите во нашиот град да им дојде свеста за тоа да се грижат за околината во која живееме, бидејќи немаме друга. Најдобрата поетска творба ја имаше ученичката од трета година Елизабета Муканова, под менторство на професорката Снежана Пијарманова. На образовното рандеву кој што се одржа во Тетово, јас учествував во категоријата најдобра поетска творба, го добив првото место. Поемата беше се пишуваше на слободна тема и мојата поема беше темата на животот. Се вика Портите на животот. Ментор ми беше Снежана Пијарманова. И во областа на музиката, средношколците од Јане Сандански прво наградени. Училишниот бенд ги освои максималните 100 поени под менторство на професорката Анита Станковска. Значи го представуваме Јана Сандански со училишен хор и оркестар. Оваа година учествувавме на Масум, на Масум надпреварување, тоа е училишно рандеву, на кое што учествува 15 до 20 бендови. Ние се представивме со една композиција како оркестар и имаше и 3 солистички композиции. Освоивме прво место со композицијата You Shook Me All Night Long. Учесници во бендот бевме јас, Живко Барбутов, Александра Јанева како вокал, Ивана Василева исто така како вокал и Виктор Крстев на гитара. И имаше многу конкуренција, многу бендови, но ние го освоивме првото место со најголеми честитки од жирито. Учениците од Јане Сандански освоија награди и од други области. На 19 април во Тетово на Масум надпреварите зедовме учество за најдобар штанд под моје менторство Гордана Василева. Учество зедоа 6 ученика: Марија Николова, Филип Бонев, Панче Панев, Ивана Арапова, Ана Печкова и Милица Чалшева, сите од трета година економска струка. Темата беше националното богатство и го освоивме третото место. Инаку образовното рандеву Масум 2013 е манифестацијата што се одржа во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, во организација на Младинската асоциација на средни стручни училишта, каде што учествуваа околу 1000 ученици од 43 училишта во Република Македонија.